Актерката Деми Мур проговори за здравствената состојба на нејзиниот поранешен сопруг Брус Вилис. Иако беа во брак од 1987 година, а се разведоа во 2000 година, Деми остана блиска со својот поранешен сопруг и години по разводот. Заедно имаат 3 ќерки. За време на говорот на меѓународниот филмски фестивал во Хемптон во неделата, Деми го спомна Брус. Го кажав ова и порано. Болеста е она што е. Мислам дека треба да имате длабоко разбирање за тоа. Тој е стабилен, рече таа. Таа потоа откри дека морала да се откаже од претходната верзија на Брус и да најде радост во сегашната. Она што јас секогаш го охрабрувам е да ги запознаеш луѓето такви какви што се. Кога се држиш за она што беше, мислам дека тоа е изгубена игра. Кога ќе ги сретнеш како што се сега, ќе ја сватиш убавината и сладоста, додаде таа. Таа откри дека го видела Брус само 2 дена пред да пристигне на филмскиот фестивал. Таа дојде да го посети со нејзината внука Луета, чија мајка е Румер Вилис. Брус Вилис ретко се појавува во јавноста откако му беше дијагностицирана афазија, јазично нарушување во 2022 година, а потоа болеста напредуваше во фронтотемпорална деменција. Джорџо Армани, основачот на истоимениот италијански моден бренд, во интервју изјави дека планира да се пенсионира во следните 2 или 3 години. Армани има 90 години и досега не зборувал за неговите планови да ја напушти компанијата што ја основаше во 1975 година и се уште цврсто ја контролира. Се уште можам да си дадам 2 или 3 години на чело на компанијата. Нема повеќе, тоа не би било добро, изјави тој за италијанскиот весник Корриера дела Сера. Армани рече дека има немирни ноќи, сонувајќи за еднината во која тој повеќе не мора да биде тој што ќе каже да или не. Тој додаде дека добил малку поупорни предлози од потенцијални надворешни инвеститори во неговата компанија, но се уште не донел одлука. Бидејќи нема деца на кои може да им го даде во наследство, се шпекулираше за долгорочната иднина на империјата Армани и дали во индустријата во која доминираат луксузни конгломерати, тој ќе може да ја одржи независноста што ја цени. Во интервју за Корриера дела Сера, Армани рече дека изградил некаков вид структура, проект, протокол за да управува со неговото наследство без да даде конкретни детали. Минатата година Reuters објави документ што го има нотар во Милано кој ги поставува идните принципи на управување за оние кои ќе наследат компанијата и друг документ во кој се детализирани прашањата како што се заштитата на работните места во компанијата. Се очекува меѓу наследниците на Армани да се вклучат неговата сестра, уште тројца членови на семејството кои работат во компанијата, долгогодишниот соработник и партнер Панталео дел Орко и добротворна фондација. Снежана на крајот умира, те дуа жими мене, бизнисот на задоволството. Ова се 3 македонски филмови од последниве 3 години кои обработуваат урбани предсескопски приказни. Жанровското клатно на секој од нив клони малку повеќе кон драма, комедија или кон ангажирана крими приказна, но голем дел од елементите се речиси идентични. 3 П на корумпираноста на системот, од полицаец преку поп до политичар, лесни и тешки дроги, трговија со луѓе и младина препуштена сама на себе што си го бара патот. На оваа низа се надоврзува и најновиот Убий ги прво децата на Димитар Оровчанец, чија македонска премиера се случи на фестивалот Браќа Манаки во Битола, а во саботата првпат беше прикажан и во Скопје. Актерката Јована Миладинова ја доби наградата за најдобра млада актерка Рейхан Демиржик на МЕС Сараево за улогата на Изабел де Валуа во представата Едвард II во режија на Андреј Жолдак. Ова е трета награда за Миладинова по наградата за исклучително уметничко остварување на сцена на Крстопат во Пловдив и награда за млад актер Трајко Чоревски на Војдан Чернодрински во Прилеп.
Членови на жирито се Изудин Бајровиќ, актер, Горчин Стојановиќ, режисер, Ана Вутовиќ, режисерка. Јована Миладинова како Изабела ја носи представата Едвард II на своите младежки, кревки, но театарски моќни рамена, правејќи застрашувачкото барање на оваа физички, емотивно и психолошки вонсериски тешка изведба да изгледа лесно и едноставно, речиси лелеаво. Тоа го постигнува со највисок степен на концентрација, прецизност, посветеност, актерска храброст. Речиси дрскост, објавувајќи ја на тој начин својата исклучителна дарба, која несомнено ќе трае и во нејзините идни улоги, стои во образложението на жирито. Следната изведба на Едвард II е на Меѓународниот театарски фестивал во Никшич, Црна Гора во ноември.